Центарот за интеркултурен диалог во Куманово успешно функционира 15 години. Преку голем број активности, а согласно потребите на младите од реоните каде што живеат, ците посветен на градење на системи за поддршка на младите, подобрувањето на односите во заедницата со граѓаните, подобрување на комуникацијата меѓу младите, развој на волонтеризмот и размена на студенти. Ците меѓу првите организации во градот кои се раководени од млади луѓе, освен со Мултикулти во Куманово, ЦИТ раководи и со младинската организација која веќе 2 години обстојува во општина Липково. Како ЦИТ работиме многу, а нешто интересно што оваа година ќе го правиме за прв пат, мислам, за Ден на Европа, за 9 мај, односно на 10 мај, познатата трка Born to Run, што ние секогаш го организираме за денот на општината Куманово, оваа година правиме малце поразлично и ќе го организираме за 9 мај. Односно на 10 мај ќе биде трката организирано, каде што тоа заедно пак ќе биде со страна на општина, со поддршка од општината и со СВР Куманово и со различни донатори и наши партнери. Тука не треба да се заборави мисијата на ОПСЕ во Скопје, со која секоја година сме организирали заедно и оваа година ќе имаме нивна поддршка за организирање. А за активности настани како организација имаме многу, но треба малци да сме среќни, не само среќни, туку треба да видиме моментот што гледаме што се случува не само со невладен сектор во нашата држава, туку и ширум светот со сите моментални случувања со USAID и со тие работи. За наша среќа или не знам што, ние немавме ниту еден грант од нив и функционираме, стабилни сме и не зависиме реално од тие средства. Дефинитивно е нешто што е многу интересно кога гледаме, кога зборуваме за младите, е што секоја средина, дали е тоа урбана или рурална средина, има различни потреби. Интересниот факт е таму што кога работиш со младите, ќе видиш дека може ти се спремал нешто друго за активности, но потребите на тие млади што се од таму се малце поразлични. Липково, кога го отворивме пред 2 години, сите сметавме дека ќе биде малце потешко, веќе се пак зборуваме за 22 села што се во општина Липково, а имаме само еден младински центар што е во село Матеќе, што реално е некако средина на сите села, но сепак е поразлично и потешко, особено зборувајќи за општина што нема регулиран транспорт. Нема урбан транспорт, така да е многу потешко. Но зачудувачки е што младите се многу заинтересирани и што младите сакаат да присуствуваат на активности. Само пред некоја недела имавме 2 активности во текот на една недела, што сметаме дека тоа е супер нешто, што гледам дека не само една активност неделно да правиш, туку и секој ден да се правиш во таа општина е потребно. Особено знаејќи дека таму со младите реално освен што одат во училишта, немат друго место каде што може да се искочи. А особено да имаш нешто плюс знаење, а за тоа да не се наплатат. Поразлично таму секогаш е Куманово, веќе сепак тука веќе сме од 2010 Мултикулти како такво постои и тука е моментот што има поддршка од двете општини, и од Куманово и од Липково, бидејќи сепак се општински младински центри, центри што се поддржат финансиски или со in-kind contribution од страна на општините, но сепак се центри што функционираат, центри што ние ги менаџираме. Во Мултикулти, во споредба со тоа Липково, секој ден има активности, секој ден млади може да бидат може да има креативни работилници за нив, не знам, знам дека утре пиде нешто за тоа ќе организираат, организираме настани различни, имаше за 8 март настан, и знам дека има моментално ликовен клуб отворија за поезија и за проза нешто. Така да секојаш е поразлично, секојаш е интересно што сепак се наоѓаме моменти како може да работиме со тие млади. Сега моментот е што младите не дека не се заинтересирани, туку повеќе можеби не се толку информирани, е тоа факт, но сметаме дека доколку работиме малце повеќе, доколку не работиме само во младинскиот центар, туку одиме во училиште да правиме активности, тогаш уште многу поинтересно за нив, да ги викаме тие млади за да можеме заедно да работиме.